Блазеси ми што си имам до мене една душа мијачка, што со песна и со кавал ги гравира и ги бруси убавините на својот крај. Добре дојде за Благоја Грујовски, кој е еден прекрасен мијачки темперамент, табиет и на лице место ќе ни ги објасни мијачките манири тамо високо, највисоко, меѓу облаците, меѓу мијаците. Добро те најдовме и добро ти дојдовме, Благоја Грујовски. Благо ти е името, благ да ни биде денот како што ти е блага песната. Од каде ова благотија кај тебе? Објасни ни ги потоа. Најпрвин добре дојдовте. Да ве пречекам како што треба. Благодарам за овие преубави зборови. Пријатно сум ме изненаден. Драго ми е. Благо ми е. Да. Па не знам, ете, името мое може би асоцирано и не е случајно што сум може би таков карактер. Благ. Да, благ карактер. Мислам дека и тоа е добра особина кај човек. Апсолутно. Некои сметаат дека не е тоа добро да си премногу благ и добар и позитивен заради успехот во животот. Меѓутоа јас мислам дека сосема ми одговара мојот карактер на мојата личност. Па да ослободиш една таква убава песна од срце, пуштена од душа, буквално да ја изразиш својата песна од душата на Бистра, треба да си благ човек, не можеш поинаку. Па веројатно и тоа е придонесува музиката кај мене за мојот карактер. Јас едноставно најдобро се изразувам преку таа песна. Затоа помалку зборуваш. Па помалку гледам да зборувам помалку. Затоа што колку повеќе човек зборува, повеќе може да погреши. Апсолутно. И јас колку повеќе зборувам, често пати се фаќам во дилема дали сум во право или не сум, дали грешам или сум прав. Песната повеќе кажува од зборовите. Затоа повеќе се потпирам на песната, која сакам да се изразам. Кога се расправаш, со песна се расправаш? Исто се карам и со песна. Со песна, така? Да. Имаш некои такви хитови? Па имам, може би, сега не ми текнува, меѓутоа има. Еве, инспирација. Доста ми се ладни мејани, ноќи долги непреспани, врати се моја Мирјана, врати ми мир во душава. Леле, ова беше навистина убава расправа. Ја прекори Мирјана, ама и ја покани да се врати. Исто така со песнима може да се даде убав опис, например. Во песната Елегија за Бистра се дава убав опис на овој крај. Таа е обработена песна од страна на татко ми, ја слушнал овде како дете и оде прилика вака. Дојде пролет на Бистра планина, заблејале стада неброени. Например, прекрасно. Например, време е да одиме и да ги видиме тие стада директно на Бистра. Преубаво. Така. Кажи ми само, пред да го посетиме твојот крај и да ги видиме и да ги наброиме сите тие убавини, твоето благо стебло, како се разгранило? Значи по таткова и по мајкина линија. Да. Па ете така, според по татковата линија сум од овде, токму од ова место, од Лазарополе, од фамилијата Каленичевци. Каленичевци, да, тоа е пошироката фамилија. Инаку, јас потекнувам, значи, од моите дедо и баба Спасе и Фроса, Каленичевски. Тие не се презивале Каленичевски, туку така се вика пошироката фамилија. Значи, дедо ми се презивал Нинески, најверојатно според дедо му Нине, а неговиот татко се викал Грујо. Така, значи, од тука... Значи, така потекнува од таткото на дедо ми, од мојот прадедо, е моето презиме. А инаку по мајкина линија потекнувам од север,
значи од Србија, мајка ми од Ужице. И значи јас имам таква мешавина. Мијачко-српска мешавина. Многу интересно. Мијачко-српска, да. Интересна комбинација. Исто така и Ужице е убав крај. Непосредно во близина на Златибор, која е исто една преубава планина како прекрасен. слично нешто како Бистра. Можеби не е толку дива и раскошна, меѓутоа на свој начин убава. Енергетски прекрасна исто. Попитома планина, да. Опојна. Бистра ни е опојна, а ние денеска одиме таму каде што цути нарцисот, да ги видиме неговите последни денови во цутот на најпоследниот опој. Токму овие неколку денови е таа магија, најубавата магија на нарцисот. Да, токму овие денови, овие пролетни мајски денови, кон крајот на мај, обично цутат тие нарциси и другите ливадски цвеќиња, како што имам слушнато, во мај месец има, например, бела недела, жолта недела, црвена недела и така натаму, зависно од боите на тие ливадски цветови. Одиме да ја видиме последната недела на нарцисите. Неделата на нарцисот, во долината на нарцисите. Високо, таму најгоре меѓу облаците, е највисокото гнездо на мијаците, свиено во душата на Бистра, чие планинско срце бие во ритамот на тешкото. Меѓу сета таа мавровска убавина пред која се молчи, таму е Лазарополе, село со планинска нарав и градски табиет. Но прво, како се стига до облаците? Дотука патот е нанижан со извонредни места и гледки, кои се дел од приказната градација на мавровската ризница од убавини. Една од нив, или прв поздрав од лево кон горе, е езерото. Акумулација, создадена убавина, додадена на природните. Потоа започнува трката со Радика, галопот со брзаците на реката. Први се нејзините леви партитури, кои за миг се префрлуваат и се премостуваат од десно. Живописната клисура на најголемата притока на Црн Дрим е уште една од атрибутите на мавровската убавина. Вјасајки кон Дебар, патот врви кај импресивниот Бигорски манастир, кој ни е бисер во низата, но го респектираме, чувајки го за друга голема тема. Па следи местноста или крстопатот Бошков мост, поранешен сечен камен, каде што мала река се влегува во голема река, во Радика. Лево на неполн километар, на една кусана горнина под која што тече токму мала река, се појавува еленот во вечен скок. Мостот Елен камен. Инспириране од легендите за еленот и нишанот на ловецот. Или тие од него. А всушност, ремек дело од делкан камен само во еден лак на Мимар Хајрудин, ученик на прочуениот архитект низ времето на владењето дури на 3 султани, славниот Мимар Синан, познат и како Микеланджело на истокот.
Мостот е изграден во средината на 18 век, од истата рака што го проектираше и мостот на Дрина. Бистра е во вечен планински диалог со Крчин, Дешат, Кораб, Шара, Стогово, со сите мавровски убавини. Нив ги собра повторно маестро Мате во стихот Бистра Крчин Стогово мене лек за срцево. Десно спроти нас е токму Стогово. И кога веќе змиулестите кривини ги совладуваат последните височини кон Лазарополе, се појавува впечатливата лепеза од Карпи, Кршисер. Предизвик за сите лудо смели момчиња, како баже на времето, репрезент на мијачкиот алпинизам. Кршисер е всушност местото каде што се кршат низината на селото Гари и највисоката точка на планината Стогово. И тоа е во песна, четворица кумити, низ Кршисер врвеје, низ Кршисер врвеје, право Гари влегоје. Легендите и вистините за мијаците се дека биле толку храбри, што го населиле најтешко проодниот дел на Македонија. Затоа силата им се скриени по планинските масиви на Стогово, Бистра и на Јама. И веќе, на прагот пред атарот на селото, од десната страна на патот е карпата миречивина краста. Овде на мијачки карпа е краста. Мијаците се гордеат со својот посебен мијачки јазик, шифруван меѓу другото и со недостатокот на буквите Дж и З. Овде джигер е жигер, а зид е зизд. Тука да закомплицира е и типичното О, кое го ставаат наместо некои букви. Рака, например, име Рока. Некогаш нема шанси да ги разберете. Дури можат да ви се мајтапат в лице со, например, не диват манукот што мулиме. На мијак транслейт или в превод би било не разбира момчево што збориме. Во легендата за Миревичина Карпа е вткаена тажната судбина на Миревица која сакале да ја мажат во Гари, но не успеале затоа што самата си пресудила фрлајки се од Карпава. Од спротива, малата бујна пирамида е Ридот Цуцул, омилената дестинација на мијачката младост, а од прилика на истиот потек подоле е Ѓурепи, исто од митските локации кои се дел од овдешниот мозаик од посебности. И конечно, по 5 километри мазен асфалт, сметано од Бошков мост, и веќе на дофат на облаците се појавува висорамнина. Чардакот на Бистра. Тука е таму најгоре од песната. На 1350 метри надморска височина. Лазарополе. Врз природната рамнокарпеста конфигурација е распослана лазарополската инфраструктура. Воглавно од двокатни и трикатни камени куќи. Мијачки типици со пирамидален кров, кои од подалеку наликуваат на тврдини. Сред село сме веќе по мијак штрасе. Само еден ден по мајскиот викенд празник и бербата на нарцисите, Лазарополе од преполно и бучно е празно и тивко. Спокојно, по гостопримството на сите влюбеници во овој рурален туристички бренд. Врз мајскиот спокој сега владее само песната на штурците и нашата. Добро што ти текнува кавалче да го донесеш, не знам од кај ти е, ама совршено се вклопува во амбиентов.
во оваа музика на штурциве и е сосема автентично. Да, сега сме моментално среде амфитеатарот, зелениот амфитеатар на Лазарополе. Во Горни Ливање. Во Горни Ливање. А Кавалчево е од музичка фамилија, исто како твојата. Нормално. Нели? Тие сме луѓето. Да. Се изнајде. Да. Ова инструмент веројатно во минатите времења многу се слушал овде по овие ливади. Кај што имало многу овци кај што паселе. Така. И со Кавалчето И сигурно ги заспивале. овчарите ги заспивале, ги разонадувале овците, да. Да, ги разонадувале да пасат поубаво. Да. Мотивација. Остави сега мајта под на страна, него ти кажи ми, можеш ли да ја фатиш Јано Моријанинке, моја млада фиданке, знаеш каде ли изгрешивме, двајца млади, не се зедовме. Ете и на тоа можело. можело? Јас знам дека овде меѓу мијаците е забрането двајца млади што се сакаат да не се земат, да бидат спречени во својата љубов. Вистина ли е? Па има такви песни, ете и во оваа песна така нешто се спомнува, нешто. А исто Многу и во убав закон. и во Елегија за Бистра се спомнува исто тоа. Со писменцето, нели? Со писменцето, да, со листето папирово. Таа песна е фактички прв пат слушната тука, излезена од овде. Како што кажав, ја слушнал Меѓу татко ми сите како овие дете. убавини Да. се љубеле двајца млади на кои што љубовта не смеела да им биде забранета. Од никого. Па, така вели песната и мислам дека и точно кажано голем греф е двајца млади што се сакаат некој да ги раздели. Така, Тоа е ете, мислам. мијаците први решиле да направат закон околу тоа. Закон за љубовта. Закон за љубовта. Многу убав закон. Закон за заштита на љубовта. Закон за заштита на љубовта. А ти си Мераклија на убавината. Па кој не е? Нели? А овде цутела љубов многу. Овде имаме божествена убавина. Овде има божествена убавина и селото било многу живо и полно. Значи ова е локацијата Горни Ливаѓе, која се наоѓа на самиот излез овде од селото, од оваа страна. Нагоре се оди, ова патека сме ја поминал многу пати како дете. Сме оделе на Соколица, има убава гледка, се гледа целата оваа околина, дури до Галичник, иако самото село Галичник не можеме да го видиме од овде. Така. Но се гледа целата таа околина. Зошто се вика Соколица, знаеш? Не ми е тоа познато, меѓутоа... Велат личи на сокол од далеку Карпат. Може би. Може би таму таму веројатно има тие соколи, птици Да, ги има. гнездо сигурно има некој Веројатно орелско или соколово гнездо. Мене во моментов не ми е тоа баш јасно зошто се вика Соколица, но може да се дознае. И па ајде да дознаеме. Ќе дознаеме, во книги ве пишува. Да. Ке пролистаме ако не Има ни книги каже за никој. Лазарополе, сигурно во некој од тие книги е објаснето зошто тоа место се вика Соколица. Тоа е една карпа, висока карпа од која има фантастичен поглед на тој крај таму. И во книгите има исто така една интересна легенда за Калина мома и за Калина дупка, за пештерата, легендарната пештера, која што има повеќе верзии всушност на Па една е легендите. генерално верзија која се врти во неколку помали варијации. Тоа е за потеклото на ова село, како настанало, не се знае точно, меѓутоа ете една од претпоставките и таа легенда, која вели дека во големата наезда на турците во тоа време кога иделе во овие краишта, народот од Главиносело, кој се наоѓа долу, на онаа страна од Бистра, во подножјето, се засолнил за да се заштити од турската војска, се засолниле во таа пештера, која викале
која тогаш не се викала никако, Така. може би имала некој друго Била име, Пештера за солнување. најчесто ја користеле како за солниште Скривница. во тешки времења, да, во опасни времења. И таму се засолниле и турската таа војска поминала низ тој дел под оваа планина, низ шумата, и кога сите заминале, еден турски војник останал, а меѓу селаните имало некоја си девојка Калина. Според некои била многу лична, според некои била малку гребната, Гребната значи па малку луда, да кажеме. Според некои кажувања. добро. Тоа никој точно не може да го потврди. луда значи гребната. Па таа девојка излегла од пештерата и почнала да вика: сите турци поминаа, Калина не ја видое. Нешто. Така. Наводно, така било. И тогаш едниот турски војник кој бил останат долу под пештерата кај изворот, има долу извор. Така. А тој извор веројатно водата доаѓа од длабочините на пештерата кај што има езеро. Во тоа јас сум се уверил лично во тие моите луди години. Кога беше експлорер, Да, кога бев Истражуваше. истражувач, кога доаѓав овде, кога јавав коњи, значи се пентарев по оние карпи таму на Кршисар. И исто така, со тие мои тројца другари, влеговме со цел памет во тие катакомби, во тие канали. природни катакомби. Па тие се канали во таа пештера. Има првина една хала голема, а од таа хала се влегува во некои каналчиња кои се високи така околу. И таму кај што може само да се И полза. проверите собра. Па ние бе малечки, Во лежачка мали, позиција. слаби бевме тогаш и немавме И многу храбри. и немавме многу мозок нормално. Јас сега не би влегол во тие. Ете и Калина немала таков атрибут тогаш кога требало ние сме најмногу биле да го има. Слични како Калина нешто. Будалетинки. Да, и со цел памет ние влеговме во тие канали да одиме кај што можеш многу лесно да се изгубиш, тие се како лавиринти, Така, нешто, лавиринти. да. Ние имавме само батериски лампи со нас. И ползејќи така по тие под планината фактички, ние дојдовме до едно место кај што има езеро и после езерото не можевме да знаеме што има. Водата е нормално ледено, студена таму. Не можевме да влеземе во водата и не знаеме ни колку е длабока, ниту колку е далечно крајот. Епа баше ти си бил и спелеолог? Да. Ето видиш. И да се вратиме, музичар, вратиме спелеолог. на легендата, да се вратиме. Така. Таа вода, кај што извира, таму турскиот војник слушнал тие гласови, а таму па ги вратил војниците и така таму се вратиле тие и направиле зулум на луѓето. Се според таа легенда, продолжението на легендата вели дека некои од тие селани кои се спасиле, наводно Лазар и Смиле, успееле да најдат излез од пештерата низ тие канали и да излезат на другиот крај овде негде. И според некои мислења или тврдења, едниот од тие браќа, Лазар, наводно, го направил ова село со дел од селаните, а другиот брат Смиле со еден дел од селаните пребегале во денешно Демирхисарско, кај што е селото Смилево. Значи ги имаме. Но има и Лазарополе друга теорија има дека Лазарополе фактички се вика Лазорополе, Така. значи од зборот Лазор. Лазор, чистина. Лазор означувал ово стариот јазик, старословенскиот јазик. Лазор е место очистено од шума. Така. Сега, што е точно, можеме Види само да кој ни нагаѓаме. дојде. Види кој ни дојде. Тука е нашиот пријател, Тука е нашиот пријател. Шарко. Шарко. Не чува. Не знаеме како се вика. Ако сите се шарковци, овие. Тоа би било приказната, колку што јас ја знам, она што сум го чул јас од постарите што ми пренесле и што сум прочитал некаде, легендата за Калина дупка. Така, да. Што ти ја истражи лично и виде дека има вода и сега Да. им ја оставаш на другите да ја доистражат и да ја дефинираат.
Тоа таму треба да влезат стручни екипи, значи Да видат колку е длабока, со опрема, широка. да видат да влезат таму, може би некои влегле. Сигурно. Деца тогаш тоа беше пред околу 40 години. Тој настана. Околу 40 на Пред години. 40 години јас сум влегол, значи во таа пештера. Добро, не кажуваме тогаш колку години си имал тогаш кога си влегол. Тоа е тоа. А Бистра се вика? Па мора да кажем. Убаво име сте и дале. Бистра. Ај, 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 ај. Ти го чуваш ова село? Го чуваш ова убаво село? Срцка убава. Оди баже да го видиш. Колку е мека. Мека. Да ми направиш една слика. Ај, да ти го вида лицето. Лазарополе прв пат се спомнува во втората половина на 15-тиот век, во Кондиката, книгата на дарителите на Слепченскиот манастир. Па во 1582 година, во пописен дефтер како дервенџиско село со 60 домакинства и 44 неженети христијани, кое припаѓа на вилаетот Река, Дебарска каза. Задачата на дервенџиите била да ги чуваат претежно клисурите. Во случајов, патот кој ги поврзувал Дебар и Кичево. И тоа од бандите и турските азгии, чија главна мета биле караваните. Продноста ја сигнализирале со свиреш, а сигурноста ја гарантирале со глава. Уште од настанувањето било населено со македонци православци, мијаци. Посебни по социјална структура, со племенски совет и племенски главатар, посебен за секое село. Некогаш селото било полно со девојчински кикот, џагор, песна и врева од секојдневието полно со живот. За младите што ќе ги фатела мајата за венчавка. Така се вели кога некој ќе го повлече късметот за следната свадба. Задолжени биле мајовци. Прочуениот етно оркестар во состав од ѕурли и тапани, за кои велат 6 дена ковале, а 7-миот свиреле. Нема невеста без тапан. Закон во целиот Дебарско-мијачки крај. Крени глава, море погледни ме, скрши ведја, море намигни ми. Време е за вашата омилена наградна игра. 300 дена, 300 телевизори, секој ден по еден. Плюс велосипеди, микробранови, правосмукалки и многу други награди. Погледни во кесичките и провери која од овие награди може да биде твоја. На здравје кафе со Елит кафе. Се сеќавате ли на омилената приказна? На лудориите и соништата од детството? На летните распусти кај баба и дедо? На првата симпатија и вашиот прв настап?
на првата добиена деловна битка. На навиките кои ве следат цел живот. Малите моменти нека бидат незаборавни. Алегро душеци, за приказните кои се паметат. Нешто недостига. Нов член во познатото семејство на витаминка со докажан квалитет. Брилијант. Години с Тоби Флипс на секаде. Витаминка. Лазарополе, порано пожителство, еднакво на градче со 3-4 жители, село со пошта, амбуланта и прво основно училиште, кое е клуч за никулците на овдешната писменост. Сега има, како што се вели, 2 без 3 жители. Селото е сосема иселено, но полно со убавици од автентични куќи. Дел од нив се реконструирани, но го сочувале стариот лик, лазарскиот печат на рустикално градски концепт. Меѓу нив се и куќите на фамилијата Грујовски. Старата куќа, дедовината, е веднаш до главната црква сред село Свети Великомаченик Ѓоргиј. Меѓу природната е мудро вткаена и сакралната убавина. Во срцето на селото е главната црква Свети Ѓорги, извонредна по содржините и значајот, најрепрезентативната. Мјачката душа под ведрото небо. Овде ја чуваат црквите Света Петка, Свети Атанаси Велики, Свети Ѓоргија, по легендата народски позната и како Ѓурепи и Свети Спас. Сите си имаат посебна важност и убавина. Грандиозноста на црквата Свети Великомаченик Ѓорги ја чинат местоположбата и бедемот со кој е обкружена. Нејзин ктитор бил општественикот, кнезот и големопоседникот од Лазарополе, Ѓурчин Кокалески, кој во неа имал свој престол и во која е погребан. Изградена е во 1841 година, а на 22 август истата година била осветена. Пред осветувањето имало 2 алтернативи за името: Свети Илија во чест на ранопочинатиот татко на ктиторот или Свети Ѓорги во негова чест како што сакал народот. Мудрата лазаровска одлука пресекла црквата да биде Свети Ѓорги, а главен селски празник да биде Илинден. Фрескописот прво бил доверен на фрескописецот Михаил, чие ремек дело доследно го продолжил Димитрije Крстевиќ. Тогаш во ентузијазам и афирмација подоцна едно од најголемите имиња меѓу македонските зографи – Дичо Зограф. Во дворот на црквата е сведоштвото за најстарото, првото училиште.
училиштето на мијаците со настава на мијачки јазик и континуитет од 90 години. Од 1844 до 1934. Овој факт е уште едно светло на страницата во историјата за патот на македонската писменост. Спроти црквата вечно бдее најблискиот панорамски рид – Јосифовска краста. Под крстот на врвот од ридот се распоредени куќите на фамилиите Кокалевци, Аргировци, Јосифовци. А на привилегирана локација, веднаш до црквата, е старата куќа на Грујовски, пред чиј прак срдечно не пречека Елена, сестра му на Баже, која подолго време живее во САД, Канада, на последна релација во Њујорк и денеска на наше пријатно изненадување овде во Лазарополе. Добро ве најдов. Добре дојдете. Во Лавли, Лазарополе. Убава куќичка, имате спомени. Благодарам. Еве, официјално да ви пожеламе добре дојде во нашата стара куќа. Ова е многу срдечно. Добре дојде. Ви благодарам многу. Почестени сме, што сме во срцето во Лазарополе. Еве, повелете. Во куќата на моите дедо и баба, Спасе и Фроса, која е направена во минатиот век, далеко во минатиот век. Точно знаеш кога? Па правена е во две фази, значи втората фаза ќе ја кажем, која знам, тоа е 1936 година, тогаш е завршена, втората фаза, кога е надградена куќата. Предходно била во помал формат, инаку се наоѓа, како што се гледа, веднаш до црквата, овде под камбаната, на убаво место, со убав поглед. Моите дедо и баба имале 8 деца, татко ми е 8 од тие деца, најмалиот, и на некој начин од него ја почнал приказната за музиката во нашата фамилија. Иако не бил само тој музикален во неговото семејство, како според кажувањата, чичко ми, Бале, на кога сум јас крстен, исто така убаво пеел. А брат ти Ташко на кого е крстен? Брат ми е крстен на другиот чичко Ташко, а сестра ми е крстена на тетка ми Елена. Значи сите сте ги прифатили имињата од претходните роднини? Да, затоа што браќата и сестрите на татко ми биле многу поврзани меѓусебно, имале многу сплотен живот и имале голема љубов меѓу себе и затоа и се овие крстувања на овој на оној. И така, значи, имало песна во таа фамилија, само што луѓето не работеле професионално со тоа, меѓутоа ја негувале песната. Сега татко ми бил прв кој почнал да ја негува. Да ја негува музиката, професионално и учел, се посветил на тоа. И во таа негова музичка дејност се концентрирал конкретно на овој мелос, од кај што он потекнува, значи кој му е најблизок и највроден. Тоа е овој мијачки или рекански мелос, така да го кажам. Рекански мелос? Да. Препознат ли? А не случајно, според генетиката и според блискоста и според животот, и јас, според окружувањето, јас ја прифатив таа музика како своја, најблиска. Па вродена ти е таа музика? Па на некој начин, иако јас сум растен со секаква друга музика, од класика до джез. Таа е во крвта. И рок. Меѓутоа, ова е нешто што ми е најблиско и најавтентично. И јас така го доживувам. Е па мијак? Да, тоа е тоа.
Со табијет. Да, исто така во фамилијата наша, во моето потешно семејство, значи и брат ми исто се занимава со музика. А исто така имам и внук мој од братучедот, кој се надевам ќе го видиме малку подоцна овде, Ѓоко Грујовски, кој е син на Спасе Грујовски, кој исто така е па крстен на дедото Спасе. Што Е, така. убаво. Кажи ми, често доаѓаше кога беше помал во оваа куќа, имаш детство? Да, се имам сеќаваш? детство, доста од детството имам тука преку лето. Доаѓавме на одмор. Нормално, одевме малку на море, а повеќе овде, во Лазарополе, по 20 дена, по 30 дена. На воздушна бања. На воздушна бања. Спиритуална исто Овде- така, на спиритуално капење. Овде доживувавме многу убави нешта, тука се дружевме, имаше многу млади, тогаш многу луѓе одеа. Веројатно како и сега. Новите генерации сега што доаѓаат, се дружат младите меѓу себе. Каде одеше? Па одевме на разни локации, се дружеме друштва од сабајле до навечер. Па и цела ноќ сме се дружеле. Одевме во Ѓурепи, на Цуцул, на Соколица, Горни Ама која Ливаѓе. карпа рече дека висеше со прсти? Кога си бил во оние млади луди Во денови, лудите млади многу години, смел. тоа не бевме поширок круг, помал круг, неколку другарчиња, четворица бевме и се качувавме со голи раце, значи, по карпите на Кршисар, тоа е над Гари, Крши се. планината Кршисар, така се вика, тој е дел од Стогова. Имав убаво тука детство, преку лето поминувавме убави месеци. Лазарополе беше многу живо за време на летото, особено околу празникот Илинден, кој е централен овде, празник на Лазарополе. Идеа легендарните мајовци, како и секој лето што доаѓаат. И овде Ечеше тапанот. тука имаше зурлите. стотици илјадници луѓе доаѓаа, холандјани, странци, од цела Македонија луѓе, од За секаде. нив сигурно Имаше- оваа мијачка, екзотика Да. е многу интересна, многу автентична, За нив многу е поинака. особено оној контраритам на тапаните кои ќе фатат во Ги синкопи. фасцинира. Тоа беше за нив еден шок културолошки. Културолошки шок, позитивен или каков? Па мислам дека е драматичен. драматичен. Не збориме дали е позитивен или негативен. Така. Голем шок. И Прво се вчудо невидени, да. потоа заинтересирани и потоа одат да истражуваат, да го најдат тоа од Исто каде така во Лазарополе тогаш во тие години, зборам за 70-тите години, се организира и фудбалски турнири, секој Илинден се организира и сите села од крајов, од Реканскиот крај пошироко, дури од иде од Душогубица, од Кичевско таму, имаше голем турнир. Значи тука Доаѓа беше праќа- мијачкиот турнир. Овде, Мијачки да, турнир. да, Лазаровски турнир. Која лига? Не беше долига, тоа беше специјален турнир, Да, илинденски турнир, да, на голем фудбал, да. На голем фудбал. Тоа беше спектакл со неколку илјади луѓе публика гледаат. Многу беше убаво. Па мислам дека е време да ги погледнеме и тие нарциси. Еве овдека има цветчиња, личат на нарциси, знаеш дека можеби се малку така Има бели, некоја асоциација, има да. некоја асоциација. Одиме да ги видиме на лице место. Лазаровските нарциси. Нарцис поетикус. Гостите, туристите, повратниците и иселените семејства се враќаат во мај, да ги впиваат и берат нарцисите, да ја празнуваат писменоста, да ја означат сезоната. Тогаш се ширум отворени вратите на Калин хотел, на чие место бил поранешниот дом на културата, познат и како задружен дом. Местово од секогаш е магнет за мераклии на убавината. А такви овде крајот изродил многу, кои ги опеале, опишале и спеале. Одовде потекнуваат поетот и академик Анте Поповски, драматургот и романописецот Симон Дракул, познатиот афористичар и писател Бошко Перински, мијачката екселенција на сатирата. Овде се родени Зајди, Тешкото, Елегија за Бистра. Ова е крај на сточарство, на најдоброто овчарство и од 19-тиот век на вртоглаво печалбарство. Пред да одиме среде цутот на нарцисите, одиме кај најмалото цветче на поздрав,
кај најмладата Лазаровка од фамилијата Грујовски. Илина е внука на Спасе, прв братучет на Баже од чичко му Секула, а на прагот е Снашката, сродна душа по музика и професија, басистка. Добар ден, убав ден. Добар ден. Како сте, добри сте? Супер сме. Преубаво ви е Лазарополе. Да. Ви, Кој е ова срценце убаво? Илина. Илина? Еве, ова е подароче за Илина. Кондолни ливаѓе. Лево е првенката меѓу задругите во поранешна Југославија, која го вртеше мијачкиот живот во интернационални размери. Формирана е на 19 јануари 1945 година од раселени мијаци во Битола, Лазаровци и Галичани. Тогашната прочуена југословенска килимара Мите Кооп, мијачко-текстилна кооперација, понатаму прераснува во селската задруга Кочо Рацин. За подемот е заслужен истакнатиот задругар, првиот председател и еден од основачите на задругата Ташко Грујовски, чичко му на Баже, кој за него со восхит се сеќава дека бил алфа и омега по интелект на овие простори. Комбинатот Кочо Рацин надалеку се прослави со производството на сирење и кашкавал, врв меѓу млечните вкуснотии. За гурманите, оригиналниот вкус на лазарскиот кашкавал патувал дури до Египет. И денеска можете да си набавите од задниот влез, каде што се омилените пасишта на лазарските коњи. Тие со својата слобода се дивината на овој магичен крај. Токму баш овде покрај комбинатот, кој е сега во распаѓање, некогашниот комбинат, Кочо Рацин, првата работна задруга во Југославија. И некаде во овој дел имаше, одсекогаш имало коњи овде. И јас како дете идев од другите, меѓу другите лудости што ги правевме, исто така фаќавме по некој од овие коњи, не знаевме ни чиви се, и така ги јававме во калуп. За лазаровци, ливаѓето се нивниот рај. А во митологијата, тие се падините на боговите, кои овде неслучајно дарувале полиња од нарциси. Полиња на кои својата дива, горда и крунеста глава на ветрот ја издива фрлајки опој, жолтиот убавец, кој е метафора за сите влюбени во себе, цвет од мит, атрибут на возгордеана убавина, нарцис. Овде во Лазарополе вековно вирее Нарцисус поетикус, нарцисот на поетот, кој во светот ќе го сретнете и како фазаново око заради интензивниот рап на круната, Клаудинетта, продзирниот цвет, Нарцисо бланко или белиот нарцис. Под сите имиња истиот е. Токму овој, овде, Лазаровиот е митскиот поетски нарцис, идентификуван од антиката. Најрано го опишал Теофраст во 287 година пред новата ера. А потоа и Виргилиј го детектирал во митот за Нарцис, кој се влюбил и се удавил во сопствениот одраз. Истиот цвет е и оној што Персефона со нејзината придружба го собирала кога Хад ја киднапираше во подземјето. Од тогаш до денес ова цвеќе
е главен флорален атрибут на гробовите, достојно и мистично за да ја краси и смртта. Нашиот поет е главна нота или апсолут во занесните фатал и самсара. А овој мијачки рај е едно од 5 места во Европа на кој одлучило да се фати ова божествено цвеќе. Лазарополе во мај, кога цветаат нарцисите, е есенцијата на Македонија. Експлозија од ароми кои пиркаат од сите страни. Нотите на лазарската алхемија, како што велат старите, од век и веков, се гороцвеќе, мајчината душичка, дивите јаготки, утринската роса, здивот на бистра, фурнаџискиот леб, пресното млеко, зрелиот кашкавал кој стигал до Египет, темјанот од 5 цркви на 5 страни и само еднаш, токму сега во мај, опојот од дивите нарциси. И на вистина, денот беше благ, а сета оваа убавина нектар, лазаровска амброзија за душата. Љубев очи од небо посини, Боже долу длабини, што да правам сега, кажи ми, кажи звон, пушти солза око.